Стефан, како е да си актуелен светски вице-шампион? Да не лажам, чувството е одлично, така. Сепак, нормално, иако имам чувство дека сум постигнал голем резултат, чувството дека малце ми избегнало тоа злато. Осеќам малце жал за тоа, ама сепак според резултатите што ги постигнам дел по дел се подобри и подобри, многу сум задоволен како движи мојата кариера и како е чувството да дам до тоа високо ниво. На чекор беше до златото, што беше работата, зошто беше појак од подобар од тебе? Детали, нормално, делат од финалната борба како ќе заврши. Секако припремниот процес помина добро, се до момент кога немав 10 дена пред борба се повреди, каде што, иако таа повреда ме невозможи да тренирам тој период, одличен настап имав на ова светско првенство. Имав 3 сигурни победи до финалето, каде што финалето се соочив со актуелниот светски шампион, трократен светски шампион, двократен европски, и детали збориме 2-3 поена деле од таа победа, каде што претходно збориме имаше и повредата се реобнови за време на полуфиналниот и четвртфиналниот меч. Да не беше повредата, ќе победеше. Верувам ја со тоа. Да се врати времето, што е она што би го променил таму? Кои потези може би ги променил? Нормално, сега гледајќи ја борбата, би променил некои работи. Би му стварил повеќе притисок одма од стартот него да го оседам како движи борбата понатаму. Он првично на почетокот некоја мала поенска разлика ми направи, каде што после тоа ја одржуваше само таа блиска поенска разлика. И би направил одма од стартот притисок за да може да се спротистави збориме на мојот, да ми исконтрира мене, не ја него да го чекам. Поточно. Како би го опишал надпреварот на светско, со оглед на тоа што извојуваше победа над надпреварувачот од Словенија, Словачка, Египет, како би го опишал ова како твое лично искуство како спортист? Одлично обступрен бих си го оценил, зашто сепак се соочив прво коло со противникот Словачка, кај што беше светски вице-шампион во јуниорска дивизија, победив со прекин во третата рунда. После тоа со противникот Египет, каде што победив со прекин во втора рунда, и на крај со противникот од Словенија, кој што веќе имам два пораза од него, кај што он е исто трократен светски шампион, трократен европски шампион, кај што овој пат покажав доминантна победа и доминантна борба водев против него. Зошто го одбираш кикбоксот како спорт? Како да кажам, просто не можам да го опишам му кратки зборови. Сепак ја имам честата мојот татко да ми е тренер. Он ми има воведено во кикбоксот. Благодарение на него сум тука, зборам каде што сум дошол. Чувството, работата за да дојдам до ова ниво и зборим и да настапам кај што сум заради него. Кикбоксот почнав на негде 14-15 годишна возраст, не сум од мали години у кикбоксот почнав. Постепено не сакав порично да такмичам, не сакав да дојдам до тие води такмичарски, сакав само, дори не сакав ни рекреативно да се бавам со него. Но полека љубовта кон кикбоксот ми се разви. Љубовта кон такмичење доаѓаше и желбата да се докажувам се повеќе и повеќе ми се појавуваше и така ред со ред работите до ова светско првенство, кај што не е кронисано, уште не е кронисана мојата кариера, кај што предоставувам и се надеваме и ќе работиме се повеќе и повеќе следната година на европско првенство да е кронисано. Пред кикбоксот, со што се занимаваш? Пред кикбоксот се занимавав со кошарка и со ракомет. Подолго време кошарка тренирав, некои 5-6 години, но денешка љубовта кон кошарката ми ја снема. Се појави нека кратка љубов за ракомет, каде што заради некои причини надвор од моја контрола не успеав да стварам кариера и да
иако беше кратко време моето тренирање, кај што понатаму на инсистирање на мојот тренер се префрлив на кикбокс. Првин као рекреативец не тренирав некој долговременски период и толку често во неделата, но ред со ред почнав и тоа активно, сватив што треба да жртвам, како треба да се посветам на таа работа за да бидам успешен. Дека ти тече спортска крв во вените, тоа е повеќе од јасно, но дали кикбоксот е генетски наследено како спорт? Го имало некаде во тебе поради генетика или? Не, генетски не е наследен. Нормално татко ми ги дава тие, татко ми тренерот, ја се уште ден денес кога викам тренер, с која сме сала, такмичење било што, тренер ми е, први ми е тренер, па после е родител. Не го немам наследено тоа чувство, збориме дека сакам да такмичам од мали години, туку просто кажано со работа не сум сакал да докажам тоа од 100% го наследувам него, на упорноста и не сакање да дозволам некој да е подобар од мене. Секогаш сум сакал да докажам дека сум најдобар во спортот и дека нема подобар и дека ќе работиме само за тоа. Ма мислам дека и лавото хороскоп тука има влијание. Па можда, ама повеќе верувам хороскопските не ми се баш јасни. Знаеш зашто прашувам за генетиката? Затоа што сега се наоѓаме во просториите на вашиот семеен клуб, така? Да, клубот Прокик Фемили. Така, и се вика Фемили затоа што сите од членови од семејството сте некако вклучени, така? Да, секако, значи, освен што сме јас и татко ми во клубот, активно помагаат и мајка ми и сестра ми, збориме, водиме групи, детска и мешана група, збориме, возрастна. Детската група работиме и сите четворица, нормално има и дел од борците и дел од други што ни се поблиски, што знаат да помогнат во активната работа во таа група. Што сепак се работи за мали деца, што треба се посвети по-детално внимание. Кога доаѓа кај возрастната група, јас и он сме тандем, кажано, како за работа, така и за се друго салава. Се договараме што како ќе работиме на тренинг, на што да обрнуваме фокус, што фали, збориме нормално и од кај мене, што фали у дел на борбата, па се до другите такмичари и другите рекреативци. Па се до тандем сме кога настапуваме на некои меѓународни купови, кај други со нашите борци. Кој беше твојот прв надпревар? Кога прв пат излезе од салата? Мојот прв надпревар беше 2015 година на државно првенство одржано во Штип. За жал, првите два надпревари ми беа порази од противник од Струмица што ми беше. Тие порази ме научија многу дека треба да првично да жртвам некои работи за да доам до успех, дека не може само да биде вежбање неделата 3 пати или дека тоа е доволно за да се достигне некој ниво. Полека почнував да имам, збориме, да дигам нивото на тренинзи и првот на тренинзи. За жал, 2016 имав некоја болест која ја прележав, ја пропуштив цела. 2017 се вратив повторно на такмичење, каде што такмичев и прв пат ринг и таа е друга дисциплина за разлика од оваа сега што ја работам. И татами удвојна дивизија такмичев. Повторно се соочив со истиот противник Струмица, овој пат издвојував победа како што треба и таму тргна мојата приказна. Од што се откажа за да стигнеш таму каде што си? Нормално сега сите ние кога сме тинејџери, битно ни е друштвото, искачањето и другарите, кажано. Но некои работи, збориме, кога си спортист, мора да ги, кажано, жртвуваш, да ги трнеш на страна, за се има време, буквално тие години за нормално од дечко, девојка па до... Имаше време за девојка? Нормално. Но искачањата не беа толку фреквентни, збориме, кога си посветен кон нешто и сакаш да го успееш, мора кон тоа цело време да ти е фокусот. Доаѓаме до магичната 2017 година, кога стануваш двократен европски шампион. Еднократен балкански станав во 2017 во Сараево во Босна. Тоа беше меѓу првите искуства збориме на надворешна страна. За жал таму немав противник со кој се соочив. После тоа имав противници у Ниш кога бевме странство. Тоа беа моите први чекори кон надворешна сцена, пред тоа беше 7 на внатрешна на државниот превари организирани од Кикбокс федерацијата на Македонија. Потоа имав настапи на 18 години кога напуни 19 години.
почнав да активно се повеќе да вложувам кон спортот и да сменам мојот начин на работа, да го пренаменам за татами, таа дисциплина што ја работам јас. Каде што имав прво такмичење на светско првенство, као најмлад сениор на тоа такмичење. Се соочив со противник од Италија, каде што нормално постар од мене, ја малце помалку искуство, ја водев борбата, но во еден момент он ме пресвртна, па ја вратив, на крај заврши, иако пишуваше ја победник како на преварот, на крај судиите прегласа има дадоа за жал на противникот од Италија. Се нормално некои работи не може се ван моја контрола и не можам да ги контролирам. Но тоа не беше пресудница да ја да прекинам да вежбам, туку само се поупорен да бидам. Да, затоа и стигнуваш и до сребрен медал во 2020, минатата година, 2024 година на Балканско првенство, а бронза добиваш на Европското првенство, исто така минатата година. Кога се работи за европско, некако бронза, сребро, тука се вртиш, која е следната цел? Следната цел е златото, нормално на европското, која следна година ќе биде одржано во Скопје, Македонија. Целта е да се дое со макотрпна работа, без прекин, се вратив од светското првенство Абу Даби, следна цел одма ми е европското. Што правиш друго настрана? Ти си студент се уште, така? Да, се уште сум студент на факултетот за физичка култура и здравје. Настрана од тоа работам со клубот тука, кај што математичен клуб како тренер. Значи помагам околу салата да се води и моментално сега работам со деца со камп и со физичка активност околу нив. Работиш во градинки, со најмала возраст, дечиња што се во најмала возраст? Да, претежно збориме од 5-6 години отприлика таа работам, тие зашто се помалите не се уште за искачање, збориме не се уште за работа со нив, ама 5-6 годишни тие претшколска возраст работам. Има ли спортски дух во новите генерации? Има се уште спортски дух. Нормално, као што поминува времето, помалку деца се фокусираат на спорт, повеќе се околу телефони, внатрешни активности и избегнуваат спортот. Нормално, кога збориме за првичните влезови у спорт кај децата, мора да се припази на нивната координација, моторика и моторички способности да се развијат. Ние гледаме особено упорки какви да ги развиеме тие работи, зашто за да може да изградиме здрави деца, кај што понатаму не само што ќе гледа да биде спортот како професионалци како што сум јас, туку да гледаат и како за рекреативно да се одржуваат они самите. Која е најдобрата возраст да се започне со кикбокс? Околу 5-6 години најоптимално е да се започне со кикбокс, зашто сепак да се развие таа когнитивност, за да може да сватат работите како се движат, што треба да направат, како да направат. Еве, како еден спортски едукатор и тренер, кој е твојот личен совет, една порака до младите родители? Како да ги мотивираме малите да влезат во сала? Нормално првин треба да дое од родителот збориме фокусот кон спортот да се унесе. Како што сега нормално сите деца одат на англиски, на германски, на курси разни на развивање на математички способности и битно и физичкиот аспект на детето. Не може да биде само фокусот околу школа, мора да биде и фокусот во спортот. Првично почнува од родителот, нормално сега секој дете бира во кој спорт ќе се пронајде, како ќе се пронајде. Но најбитно е да има некоја поттик од дома за да тргне во спортот. Исто кој што јас сум имал у тие години кога сум прекинал кошарка да вежбам, не сум сакал да вежбам, сум се фокусирал да идам да искачам на искачање на другари, на дружења, се додека мојот татко не интервенирал и ме подгурално се ми дал правец на движење за да можам да покажам кај сум сега во овој момент. Со спортот аналогно доаѓаат и повредите. Си имал ли некогаш посериозни повреди? За жал, да, сум имал посериозни повреди, неколку повреди. Првично 2021 имав скршеница на петна коска пред Балканско едно такмичење, кај што ме невозможи да такмичам на такмичење и ми зема доста време за опоравак и
таа иста повреда на светско првенство Италија ја реагревирав, односно ја повредив. 2022 исто така имав доста посериозна повреда, збориме преден крстен лигамент и менискус кој што ми извади од терените, односно кикбоксот, може скоро година. Но поддршката од моите дома никад не прекина, нормално тука беше и мојата цел никогаш не било да се откажам и покрај тие повреди. Дали титулата која што ја добиваш на светското првенство, дали твоето име одекна, дали си задоволен од тоа како си прифатен овде дома со оваа титула? Ти имаше по медиумите, те запознавме, но дали си задоволен, каква поддршка имаш од дома со оглед на тоа што носиш сребро од светско првенство? Нормално сега доста кикбоксот не е меинстрим, кажано, спорт, не е спорт кој што е како ракомет, фудбал, кошарка, тие екипните спортови, одбојка, кои што се толку многу популарни и медиски покриени, но оваа година доби доста поголема медиско внимание од страна на медиумите, за разлика од лани. Збориме тука поддршката има нормално што се мои најблиски комшија, што знаат што сум поминал, како сум поминал и со кои нормално и други спортисти со кои работам или што се знам, исто поддршката е голема. Исто можам да кажам благодарност до Кикбокс Мајте федерацијата, збориме нивната поддршка ми е огромна. Од председателот Дејан Митровски Урко и од тренерот Драган Атанасов, кои се со мене збориме во Аголот за време на репрезентативните превари, кој што нормално и благодарим, иако збориме федерацијата не е подкрепана толку многу финансиски за да не поддржи, максимално не поддржува, возможува да отидеме на такмичења, збориме светски и европски и ни дава шанса да се докажеме. Збориме, има многу талентирани спортови, многу талентирани спортисти и надпреварувачи во овој спорт, кои што за жал дали финансиски и нормално и државата не помогна во некои аспекти за да не остварат големи резултати. Да очекуваме ли да бидеш спортист на годината за 2025? Се надевам дека ќе бидам избран од страна на Министерството за спорт. Моето очекување е дека ќе земам нормално титулата спортист на годината. Сега другото оставам на нив.